Митинг во Охрид. Пораките во овие вести ги пренесува Нина Аритоновска. Така е, Маријан, само што заврши митингот на ВМРО ДПМН и коалицијата по повод локалните избори. Голем број на граѓани беа присутни токму тука во спортската сала Билјаните извори да ги слушнат последните пораки, визии и проекти за подобар Охрид и подобар животен стандард на граѓаните на Охрид. Свој обраќање има лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и кандидатот за градоначалник Кирил Пецаков. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во своето обраќање најнапред им се заблагодари на граѓаните за довербата која што ја добиле по повод средбите во текот на изборната кампања. Најави дека граѓаните избираат честност, работа и правда и воедно повика на масовна излезност во недела на гласањето. Христијан Мицковски исто така во своето обраќање најави ред во судството, ресет на системот, зајакната економија и странски инвестиции. Своје обраќање имаше и кандидатот за градоначалник на Охрид Кирил Пецаков, кој најави модерен град, зелен град со големи инфраструктурни и економски развојни зони. Во своето обраќање кандидатот за градоначалник Пецаков најави изградба на катна гаража, младенски културен центар, реконструкции на улици и инвестиции во школи и градинки. Во продолжение предлагам да ги слушнеме пораките од лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и кандидатот за градоначалник Кирил Пецаков. Пред 4 години честно и достоинствено ја побара вашата доверба. Денес повторно стојам пред вас со уште поголема енергија. Стојам пред вас со исправена глава и чист образ. Охрид не смее да застане. Охрид мора да продолжи да се развива. Знаеме како, покажавме дека умееме и продолжуваме со уште повеќе срце, уште повеќе љубов и уште повеќе решителност. Како што рекол Кочо Рацин, трудот и борбата се темелот на човечкото достоинство. А ние тоа достоинство, бидете горди, го вративме во Охрид. Затоа ве повикувам сите заедно. Македонци, египтјани, турци, албанци, власи, срби, бошњаци и сите останати. На 19 октомври да излеземе масовно и референдумски да дадеме поддршка за бројот 9 за победа во прв круг и за мнозинство во Советот на општина Охрид. Охрид не запира повеќе. Доаѓа времето кога државата врти нов лист, нова страница. Испишуваме заедно нова историја на оваа генерација решена да победи. И кога велиме вистинскиот избор, не вериме лозинка, туку вистината на секој граѓанин што не се предаде. На секој човек што работи, создава, помага и верува дека оваа земја може и мора подобро. Од Охрид до Штип и Делчево, од Битола до Скопје се слуша истиот глас. Гласот на народот што сака ред, сигурност и иднина. Сака правда, сака честност. Гласот на луѓето што не чекаат некој да им ја донесе среќата, туку сами ја создаваат. И кога утре ќе изгрева сонцето на дезерото, ќе изгрева на државата што не се плаши, на народ што знае што сака, на земја што повторно верува во себе. Затоа, Охриде, да ја испратиме пораката што ќе се слушне до последното село, до секој град, до секое срце. Победа! Победа! Да, ова беше. Маријан, молкот започнува на полнок и граѓаните своето право на глас ќе го дадат во недела. Од понеделник веќе започнува вториот изборен процес во оние места каде нема да биде избран кандидат за градоначалник. Да, ова беа последните пораки од коалицијата ВМРО ДПМН вечер од завршениот митинг во Охрид. Нина Аритоновска.